И ќе читаме од Неемија глава 8, ќе ги читаме стиховите 2 до 12. И таму се вели вака. Од еден ќе читаме, од самиот почеток. Кога настапи 7-миот месец и синовите Израелови беа населени по градовите, се собра сиот народ еднодушно на плоштадот што се наоѓаат пред водните порти. И му рекоа на книжникот Езра да ја донесе книгата на Мојсеевиот закон која Господ му ја беше дал на Израел. И свештеникот Езра го донесе законот пред собранието од мажи и жени и сите што можеа да разбираат во првиот ден на 7-миот месец. И читаа од него на плоштадот што е пред водните порти, од осамнување до пладне. Пред мажите, жените и сите што можеа да разберат, и сиот народ со внимание ја слушаше книгата на законот. Книжникот Езра стоеше на повисоко место што се приготви за таа цел, а до него десно стоеа Матитија, Шема, Анаја, Урија, Хелкија, Маасеја, а лево од него Федаја, Мисаел, Малкија, Хашум, Хашбодана, Захарија и Мешулам. Првот, предпоставам, ги сретнувате овие имиња. Ја отвори Езра книгата пред очите на сиот народ, зашто тој стоеше повисоко од сиот народ, а кога ја отвори, сиот народ стана. Тогаш Езра го благослови Господа великиот Бог, и сиот народ одговараше Амин, Амин, кревајки ги рацете нагоре, поклонувајки се и паѓајки ничком до земи пред Господ. А левитите Јешуа, Вани, Шеревија, Јамин, Акуф, Шабетај, Ходија, Маасеја, Келита, Азарија, Јозават, Ханан, Пелаја, му го објаснуваа законот на народот, а народот стоеше на местата своји. И читаа разбирливо од книгите од законот Божи и даваа толкување, и народот го разбираше прочитаното. Тогаш Неемија и книжникот Езра, свештеник, и левитите, кои го поучуваа народот, му рекоа на сиот народ: овој ден е свет пред Господа, вашиот Бог. Не тажете и не плачете, зашто сиот народ плачеше слушајќи ги зборовите на законот. И им рече: одете, јадете добри јадења и пиете добри пијалаци, и испратете им и на оние што немаат приготвено, зашто овој ден е свет пред нашиот Господ. Не тажете, зашто радоста пред Господ е подкрепа за вас. И левитите го утешуваа сиот народ велејки: престанете, зашто овој ден е свет, не тажете. И појде сиот народ да јаде и пие и да дели и на оние што немаа и празнуваа со голема радост, зашто ги разбраа зборовите што им ги кажаа. Во трет стих авторот вели дека оваа богослужба или ова читање на законот траеше од осамнување до пладне. И сега, со оглед на тоа што ова се случува некаде во есен, на Блискиот исток, осамнување или изгревање на сонцето е некаде околу 6:30. Значи, почнува богослужбата рано сабајле. Нас некој пат ни е тешко 10 да дојдеме, ама овие у 6:30 сабајле. Дојдоа, односно го повика Езра да го чита законот и вика траеше богослужбата до пладне. Со други зборови, 5,5 сати. Не е мислам дека најдолгата богослужба, како што спомна Маја, имаше и апостолот Павле во Новиот Завет, тераше многу подолго, цела вечер проповедаше, ама е доста долга богослужба. 5,5 сати луѓето седеа, го слушаа законот, дури всушност вели дека кога се читаше законот стоеа. Да мислите, читаат саат време, пообјаснуваат саат време. А ние денеска на удобни клупи, чисто и така натаму се. 5,5 сати, зошто бидејќи луѓето беа гладни. Беа гладни за зборот. Не им беше важно дали ќе треба у 6 сат да станат саба или у 5 сат да станат, се дотераат па да отидат на богослужба. Не им беше јасно дали ќе треба да стојат. Ја не викам дека ние треба денеска да чувствуваме вина за тоа што седиме на клупи. Не ме сваќате погрешно. Ама поентата е дека имаме тука народ на кој што не му беше важно што 5,5 часа траеше таа богослужба. И ние до сега не сме имале богослужба од 5,5 часа во нашата црква. Не знам дали некој пат ќе се случи, ама нека даде Бог по неговата милост да бидеме толку отворени за действувањето на Светиот Дух, што и ако треба малце подолго од тоа што ние го сметаме за до тука е доволно, да речеме Бог зборува. Светиот Дух действува, и ако треба да останеме 15 минути повеќе, ќе останеме 15 минути повеќе, не е проблем. Ако треба да останам
10 минути повеќе после проповета да се видам со некој на кој што гледам дека му е тешко, на кој што му треба разговор, да не ми оди паметот на нешто друго, тука да речам, сакам да останам тука каде што Бог действува. На оваа личност може би треба разговор, може би треба молитва, да не го стопира да речеме, Господе, јас до толку часот, после тоа веќе друг пат ќе ме најдеш. Не, да бидеме отворени за действувањето на Бог преку Светиот Дух. И сега во стиховите 4-5 се вели дека книжникот Езра стоеше на повисоко место, верувам го забележавте тоа, што беше приготвено за самата оваа богослужба. И верувам дека станува збор за еден вид на бина, која што тогаш била направена од штици или од желе, не знам од што била направена, ама идејата беше народот да го слушне Езра и да можево да го види Езра. И сега не знам дали овој стих е идејата за дизајнот на нашата црковна зграда, бидејќи нашата е направена така, има бина и тој кој што проповеда на некој начин од високо ги гледа другите. Ама, знаете, поентата дека не е сега Езра ќе биде од високо, не туку да можат, факт е тоа и докажано е дека повеќе луѓе може да слушаат кога некој стои повисоко. И дека повеќе луѓе може да видат таа личност, додека стои повисоко. Значи, тука не станува збор за нешто дека некој сакал да му даде слава на Езра, па ќе го поставиме него на престолот, на пиедесталот, туку причината е сосема практична, функционална е причината. Ама има еден друг момент како што Езра стоеше повисоко од сите. И го доведеше законот и го читаше, законот беше над сите. И знаете, ние велиме дека Светото писмо треба да има авторитет над нашите животи. И тој визуелен дел може да пренесе некоја порака, како што Светото писмо и во оваа црковна зграда е над секој од вас. Вие седите, Библијата е буквално повисоко од сите вас. Над вас. Нека даде Бог да биде над нашите мисли, над нашите животи. Да не биде само визуелен момент, туку да биде реалност, да биде авторитет над целиот наш живот. И стиховите 7 и 8 се навистина интересни, верувам дека доста важни во целата оваа ситуација. Тука се види дека додека Езра читаше, левитите вика го објаснуваа законот. Тука има 3 глаголи кои што се спомнуваат. Го објаснуваа, го толкуваа и го поучуваа тоа што беше читано. И сега прашањето е, што тука всушност се случува? Се случуваат два процеси. Додека Езра го чита законот, левитите кои што беа служители, требаше да бидат служители во храмот, го преведуваа и го објаснуваа законот. Зошто превод? Законот во тоа време е достапен на еврејски јазик. 5 Мојсееви книги. А луѓето што беа собрани во Ерусалим, да ве потсетам, во времето на Зоровавел и во времето на Езра, ова се луѓе кои што доаѓаат од персискиот цар, ги пушта да се враќаат дома. Они веќе неколку десетици години живеат во тугина, условно кажано. Навуходоносор околу 70 години претходно дојде, го освои Ерусалим и ги зема најспособните луѓе, добар дел од луѓето ги однесе во Вавилон. И тие живеат таму, се прилагодуваат на таа култура, живеат според тие обичаи, го учат тамошниот јазик. И Персија го освоила Вавилон и персискиот цар Кир вели, кој сака, нека си оди дома. Илјадници евреи си одат дома, не сите, илјадници евреи си одат дома, и овие се луѓе кои што живееле во друга култура и веќе зборуваат на арамејски јазик. Јазикот на секојдневието во тоа време, во Вавилон, во тој дел од светот е арамејски јазик. Значи, ова е група на луѓе кои што се научени во секојдневието да користат друг јазик и можеби еврејскиот малце веќе им е подзаборавен. И додека Езра чита нееврејски, овие си викаат што чита човеков. И затоа се тука левитите да им го преведат на јазик кој што на нив ќе им биде разбирлив. Значи, првична улога на левитите во оваа ситуација беше да преведуваат. Да го преведуваат на законот на јазик кој што беше разбирлив за народот. И некогаш ние можеби не размислуваме за оваа тема, ама не е мал благослов тоа што ние денес го имаме Светото писмо на јазик кој што нам денес ни е разбирлив. Вчера имаше промоција на ново издание на Новиот Завет од доктор Иван Грозданов, динамичен превод со појаснувања, и
Тоа е навистина голем благослов, дека некој седнал, се потрудил за ние денес да го имаме Светото писмо преведено. Не е прв превод, ама вчера и доктор Иван спомна една интересна информација, тоа е дека, ете го да, а тоа е дека ние македонците сме последниот народ во Европа кој што има добиено Свето писмо, цело Свето писмо на македонски јазик. Последен народ. Тоа што ние денес имаме Свето писмо и вие пред вас го имате на клупите и што може тука да го читаме, не многу генерации пред нас имале таа привилегија. Ама луѓе се труделе. Луѓе се труделе, седнале, посветиле, за некој нив тоа било животно дело. Целите животи се ги посветиле да преведуваат за ние денес да речеме, имаме Свето писмо на наш јазик. Не само како книга, го имаме како апликација во телефоните, така натаму. Ама реално гледано, дури во христијанскиот свет, се до некаде 8 и 9 век, најмногу се форсирале 3 јазици. Еврејски, грчки и латински. Тоа биле светите јазици. Ако се држи богослужба, треба на тие јазици. И доаѓаат двајца херои, наши херои Кирил и Методи, кои што викаат, ние сакаме да го преведеме писмото на старословенски. Тоа што ние го рекуваме денеска старословенски. Тоа биле едни од првите луѓе кои што рекле, секој народ треба да има писмо, Свето писмо, достапно на свој јазик. И они успеале во тоа, а после некој време пак се вратила црквата на тоа дека има свети јазици, овие 3 јазици свети. И доаѓа Мартин Лутер, на време на реформацијата, кој што вика, зошто му читате на народот на латински, они врска немаат од латински. Што прави? Зема и го преведува Светото писмо на германски јазик. Идејата е дека низ годините луѓе многу се труделе за таа идеја да обстои во живот таа идеја дека секој јазик, секој народ треба да има Свето писмо разбирливо на својот јазик. И токму тоа се случува во оваа ситуација. Законот го преведува за народот да може да го разбере. Ама и тоа како треба ние денес да бидеме благодарни на Бог, што можеме да отвориме Свето писмо и да речеме, да не прашува некој, а што значи ова? Да, ние можеби нема да ни биде секој пат јасно значењето на самиот текст, ама значењето на зборовите по Божја милост. Како резултат на трудот на луѓе кои што со години работеле, може да кажеме, да, ние имаме Библија на македонски. Не треба како во Неемија 8 глава, ај са некој нека ни преведува. Ама левитите не беа само човечка верзија на Google Translate, дека само преведува, туку исто така во оваа ситуација и поучуваа. Значи, повторно, тука станува збор за народ кој што долги години ги има поминато во сосема поинакво општество од еврејското. Народ кој што се бил во општество што се води од сосема поинакви стандарди, сосема поинакви вредности, далеку таму некаде во тугина. И они со години го немаа слушано ниту читањето на законот, ниту објаснувањето на законот. И затоа левитите во оваа ситуација застанаа, му преведуваа на народот и му кажа, ама еве што ова значи за вас денес. И токму затоа една од причините зашто ние како црква веруваме дека е многу важно, кога ќе дојде неделна богослужба, да имаме не само читање на зборот, туку некој да застане напред и да рече, еве што ова значило тогаш и таму, и еве што ова значи за нас денес и тука. Вистина е, тоа го зборуваме и ќе го зборуваме и сме го зборувале, дека секој верник, и тој што не верува, ако сака да го спознае Бога, треба дома сам да си го чита Светото писмо. И тоа стои. Не се поништуваат овие две идеи една со друга. Значи, ние си го читаме дома Светото писмо, некој пат може би ќе заглавиме, денес имаме интернет, може да побараме помош, имаме и луѓе во црквата кои што се понапред од нас во духовното патешествие, ако можем да кажам, ќе ни објаснат што тоа значи. Значи, добро да се чита Светото писмо дома, така? Ама факт е дека библиска пракса е кога Божиот народ се собира да се чита писмото и тогаш. Не само да се чита, туку да се објаснува. Може би немам јас потреба некој да ми објасни што значат зборовите не убивај. Сосема јасно. Ама имаме потреба некој да не потсети да ни објасни што значи не живеам јас, туку Христос живее во мене. Пред неколку месеци Павле проповедаше за проповед на гората
И конкретно покрај другото зборуваше за оној стих каде што Христос вели дека ако некој му рече на својот брат безумник, дека ќе биде виновен. И јас сум го читал многу пати тој текст, ама не сум го размислил, и кога го објасни Павле што тоа значи, викам, окей. Сега ми е јасно. Снема струја. Така што овие луѓе има многу важна улога, му објаснуваа на народот што значи тоа што Езра го чита. И сега, додека Езра читаше, и додека левитите и преведува и објаснуваа, се вели дека народот, 8 глава, 8 стих, вика, народот го разбираше прочитаното, и 8 глава, 9 стих, и плачеше. Разбираа што значи сето ова, и ова не беа солзи радосници. Ова беа покајнички солзи. Луѓето сватија дека еве го Божиот стандард, еве го Божиот закон, еве што Бог бара од нас. И ако е тоа тука, ние тука едва и не сме. Не можеме да го достигнеме тоа што Бог ни го има кажано, тоа што Бог има побарано од нас. Сватија дека со години наназад они потврлија. Како народ духовно потврлија. Јас додека го читам ово и си викам, како да некој пат у Македонија, Господе, дај ова да се случи. Да се собере народот на плоштад, да дојде некој да го чита Божиот збор, да дава толкување на Божиот збор и народот не рече, што убаво, туку народот да свати дека далеку сме ние од ова. Далеку сме ние од ова. Ама интересно е во целата ситуација е тоа што додека луѓето плачеа, Неемија, Езра им викаат, не плачете. Не плачете зашто овој ден е свет. И сега вика не плачете зашто овој ден е свет, и после тоа вика не плачете зашто Господовата радост е подкрепа или е ваша сила. Сега зошто да не плачат? Зарем не е добро кога ќе се чита Божиот збор, кога народот ќе свати дека сгрешил против Бога, зарем не е соодветно луѓето да плачат? Пророците со векови наназад се трудеа да дојдат до ова дередже, каде што народот ќе ги слушне и ќе почнат луѓето да плачат. И сега после векови конечно луѓето заплакаа и им викаат не плачете. Денеска не е ден за плачење. Ама додека го читавме текстот, прочитавме дека оваа јавна богослужба што се случи под отворено небо, се случи на првиот ден од 7-миот месец. Ако го читате Петокнижието, првите 5 Мојсееви книги, некаде веќе излез, мислам или Левицки или Броеви, каде беше, Бог им кажува на јудејците, на израелците, дека на првиот ден од 7-миот месец треба да го празнуваат празникот на трубите. Така се викаше буквално, празникот на трубите. И како и сите други празници, празникот на трубите требаше да биде време на сеќавање на Божите дела од минатото. Како Бог ги благословувал, како ги избавувал, труби во тоа време покрај другото се користеле кога се оди во војна, кога Бог дава победа, кога Бог им ја дава земјата. И на некој начин ова требаше да биде ден, кога народот се сеќава назад, оди со паметот назад, се сеќаваат на Божите дела од минатото, да го слават Бог за тоа што Бог го има направено. И затоа доаѓа момент кога они плачат и Езра викат time out, не, денеска не е време за плачење. Денеска е време за што? Да се радуваме за сето она што Бог го има направено. Ова е 8 глава, во 9 глава беше ден на покаяние. Значи, не значи дека овие луѓе тука сега промовираат, Езра и Неемија промовираат вера без солзи, без покаяние. Не. Туку поентата беше не е соодветно денес да се плаче. Може би не е најсоодветна споредба за нас денес, ама замислете ние на Великден да плачеме, да не се радуваме. Чекај се, Христос остана во гробот? Не, победи. Така? Значи, Великден, ако дојдеме на Великден, ние може да бидеме допрени за време на богослужбата и да плачеме. Така? Ама ако се отидеме со солзи покајнички или тажни солзи, а не со солзи радосници за неговата победа, тогаш малце сме утнале дел од пораката. Важниот дел, Божјата победа, Божјиот благослов, сме го утнале. Така што за тоа во оваа ситуација Езра и Неемија и другите духовни водачи велат не е денеска ден за плачење.
Денеска е ден за радост. Зошто? Веќе денеска се сеќаваме на Божите дела. На Божите дела од минатото, на Божите победи, на Божите благослови. Во проповедник, книга Проповедник 3 глава, тој вели дека за се има време и дава контрасти, и време кога се смееш, и време кога плачеш, и кога градиш, и кога рушиш. Важно е да ги препознаеме времињата во кои што се наоѓаме. И тоа е првата причина. Немојте да плачете зашто овој ден е свет. Тоа е првата причина. И втората причина е не тажете зашто радоста пред Господ или Господовата радост е подкрепа за вас. И сега прашањето е тука што е Господовата радост или радоста пред Господ. Тука не станува збор за тоа дека Господ се радува, па сега вие бидејќи Господ се радува, вие не треба да плачете. Да, јас верувам дека на Бог му било мило што народот после толку време рече ајде ќе го читаме, да ни го чита некој законот, да ни го објасни, да се вратиме назад кај Бог. Ама Господовата радост или радоста пред Господ тука како што е преведена како фраза, еве што значи. Кога ќе сватиме дека сме грешни, да, треба да има покајнички солзи, треба да има тажење. Ама ќе сватиме дека Бог е љубов и дека е милостив, тоа треба да предизвика радост во нас. Она што Неемија, Ездра и духовните водачи го велат оваа ситуација во ред. Да, вие свативте дека треба да тагувате заради вашите гревови. Ама знаете дека Бог ви простува, знаете дека Бог ви дава нова шанса. Знаете дека кога грешникот се кае, Бог не му вели, готово, извини, 100 пати се каеш, до која ќе се каеш сега? Или, ај поправи се, па дојди ќе те примам после тоа. Не, кога грешникот се кае, дека Бог простува и дека Бог го прифаќа повторно назад. И навистина, ако го читате Мојсеевиот закон, ако читате последната книга од тоа петокнижие, Второзакони или повторени закони, Бог им кажа на израелците, кога ќе влезете во таа земја, ако грешите, кога ќе сгрешите, ќе ве дисциплинирам. Ама кога ќе се свртите кон мене, ќе ве прифатам. Зошто? Бидејќи Бог е љубов. Бидејќи Бог е љубов. Знаете, ние денес ако го читаме Светото писмо и кога го читаме Светото писмо, ние неминовно ќе се соочиме со две реалности, со две вистини, покрај другото. А првата е дека ние луѓето сме грешни. И ова сме го зборили, ова го зборуваме и ќе го зборуваме. Светото писмо не соочува со фактот дека ние луѓето сме грешни. Во оваа книга Бог не вели ти си супер, бидејќи не си. Оваа книга Бог ти вели ти имаш грев во твоето срце. Јас те сакам се уште, ама треба да се ослободиме од тој грев. Во Римјаните вели сите сгрешија. Изборот сите значи сите. Нема таму фуснота, Павле, сите освен луѓето што да редовно во црква. Или сите освен ако си 10 години во црква, веќе тоа што веќе не правиш гревови. Не, сите сгрешија. Сите ние го имаме тој проблем. И луѓето во Неемија 8 глава го сватија тоа. Беа свесни за своите гревови. Ама ако соодветно и правилно го читаме Светото писмо, невиновно ќе се соочиме со уште една вистина, а тоа е следнава. Бог е милостив. Бог е милостив. Ако ја читаме оваа книга и само сваќаме леле, јас сум за никаде, и ја затвориме, ние не сме ја сватиле поентата на книгата. Ова беа луѓе кои што 5,5 сати им читаа. 5,5 сати им читаа. И верувам дека има добри и преведувачи и толкувачи од страна на левитите и пак не сватија. Народ на кој што со векови му беше даден законот, пак не свати. Они само сватија својата грешност и реалноста за својата грешност, ако станува збор за Божјата милост, за тоа дека Бог им дава нова шанса, за тоа дека Бог им прости на оние што се каат, тука малку не го сватија тој момент. И мислам дека тоа беше дел од проблемот со кој што се соочија јудејците на оваа богослужба. Не ја сватија целата порака на законот. И како што е можно 5,5 сати да слушаш и да не ја сватиш сепак целата порака на законот, можно е човек и 5 години да биде во црква, и 10 години да биде во црква, и 15 години да биде во црква, и пак некои работи не му бидат јасни. Не затоа што не се проповедаат, туку затоа што поради некои причини не ги сваќаме, не сакаме да ги согледаме некои работи. Луѓето во Неемија глава 8 беа повеќе насочени кон своите дела, отколку кон Господовите дела. Своите дела, нивните дела се нивните гревови, а Господовите дела е Господовата милост, Господовото простување,
Господовата љубов, таа благонаклоност на Господ, поради која што тој вели, јас го прифаќам и му простувам на грешникот кој што се кае. И тоа важи за нас денес. И ако имаш некој греф од минатото, за кој што си побарал или си побарала прошка од Бог, и си побарала прошка од човекот на кој што си му сгрешил или сгрешила, врз основа на овие стихови, врз основа на се што пишува во Светото Писмо, јас ти гарантирам дека ти имаш повеќе причини за радост отколку за тага. Да, не викам дека треба ние да бидеме рамнодушни према фактот што сме повредиле некого. Сме кажале нешто што не треба да кажеме, сме направиле нешто и таа личност можеби длабоко сме ја повредиле. Ама ако сме побарале од Бог прошка, ако сме побарале од таа личност прошка, немаме ние повод или причина или не треба да седиме сега и се уште да се оплакуваме. Може да не биде криво, ама мора да сватиме дека радоста на простувањето библиски гледано секој пат треба да е поголема од очајот на гревот. Чудно е кога ќе видите тажен христијанин. Некој има кажано дека тажен христијанин не е добра препорака за христијанството. Такви, постојано тепани, тажни, се нешто ни фали, се нешто нас ни смета и така натаму. Радосен христијанин е добра препорака за христијанството. Зошто? Бидејќи знае кој е во Христос. Бидејќи знае дека иако има несовршено минато, има совршен Бог кој што му простил. Овие луѓе го сватија своето несовршено минато, ама тој момент со Божјата прошка, со радоста што произлегува од Божјото простување, некако не им одеше баш добро. И затоа народот плачеше и Ездра и Неемија викаат не. Не е денеска време за плачење. Не е Великден време за плачење. И јас лично можам да се сетам на моменти од моето минато, кога сум го повредил Бог со моите постапки, кога сум повредил длабоко, сум повредил луѓе што ми биле блиски во мојот живот. Кој што длабоки рани сум остал можеби лузни има до ден денешен, не се веќе дел од мојот живот, ама ми е и кога да размислам на тие моменти, ќе се сетам, ќе ми се вратат во сеќавањето, боли, имам некоја тежина во градите. Сикам како не можам да го вратам назад времето и да го сменам тој збор, да сменам таа одлука, да сменам таа постапка за таа личност, да не рече никога ми го направи тоа и тоа. Ама не можам да го направам тоа. Не можам, нема временска машина. Ако знаете кај има, кажете. Нема. Морам да живеам со реалноста дека сум повредил, дека сум направил белја, дека сум побарал прошки од личноста, сум побарал прошки од Бог и со Божја помош радоста за Божјото простување да преовладува секој пат во моето срце во споредба со тагата за мојот греф. А не е секогаш лесно. Борби има. Борби има, иако тие дела се случиле пред 5, 6, 7, 8 години, борби се уште има. Бидејќи ѓаволот ќе дојде и ќе рече: а се сеќаваш ти на таа личност што ја направи? А се сеќаваш на тој и тој ден во толку и толку саат на тие 3 зборови? Ќе те цитира за да те дотепа, за да те внесе во калта на очајот. Овие луѓе влегоа во калта на очајот и Ездра и Неемија и фалу на Бог за тие луѓе во нашите животи, кои што викаат: радувај се. Ако си побарал прошка, ако се променил, радувај се. И јас имав една таква епизода во мојот живот пред година, 2, и тоа што беа Ездра и Неемија за народот во оваа ситуација, тоа беше нена за мене. Ме гледа што си утепан, што си така паднат и кажам, вика: чека, ти се покајали за тоа? Да. Го правиш ли веќе тоа? Не. Побарали простување од личноста? Да. Значи Бог ти простил. Бог ти простил и немаш ти веќе потреба да се валкаш во калта на очајот. Зошто? Да, повредата е таму. Да, лузната можеби се уште стои. Ама Господовата радост, секогаш радоста што произлегува од Господовото простување, секогаш треба да надвладеува тагата и очајот од нашите дела. И Бог нека ни помогне во тој процес. Сваќам дека можеби за некој од вас е борба тоа. Се сеќавате на гревот од минатото, се мачите се уште зошто тоа сте го направиле, ама ако се покајале, Бог простил. И во Псалм 32:1 вели: благословени се оние чии гревови се простени. Ние некој пат се однесуваме, како во Библијата пишува: тажни се оние чии гревови се простени. Или утепани се оние чии гревови се простени.
Не, благословени се оние чии гревови се простени. Благословени. Во 8 глава 10 стих увелат на народот: не ја тражите, зашто радоста Господова е ваша сила. Подкрепа, ваша подкрепа или ваша сила. Изборот преведен како сила, овдека еврејскиот збор преведен како сила, често во други контексти се преведа како тврдина, како заштита, како засолниште. И во тоа време, кога народите војувале, така како што војувале, тврдините биле многу важни. Засолништата биле многу важни. Затоа што кога ќе се улогориш во тврдина, ти веќе имаш поинаква перспектива на борбата и ти си на по-безбедно место во споредба со твојот непријател кој што сака да дојде до тебе. Они тогаш многу добро знаеле што значи тврдина, што значи засолниште. Тоа е место што ти дава и поинаква перспектива на ситуацијата, на самата војна, и место што ти дава безбедност во споредба со твојот непријател. И сега, ако имаме на ум таа идеја и тоа значење, дека Господовата радост или радоста што произлегува од Господовото простување треба да биде како една тврдина во нашите животи, јас би рекол вака: секој пат, секогаш, кога сатаната ќе дојде и ќе те напаѓа со гревовите за кои што Бог веќе ти дал простување, оди во таа тврдина. Оди во тврдината на Божјото простување. Знаете, се вели за Мартин Лутер, не знаеме дали е вистина, ама еден ден дошол сатаната да го обвинува за сите негови гревови и му ги пишувал сите негови гревови на некој парче, и таму Лутер после му рекол: да, ама пиши доле дека Христос ми прости се. Кога сатаната ќе дојде, ќе ти донесе некој гревови во твоето минато, што се можеби се јавиле во бракот, се јавиле во некој пријателство, во семејството, во црквата, за кој што знаеш дека се покајала, си побарал простување и од личноста и од Бог, Бог ветил дека ти простил. И кога сатаната ќе дојде, ќе се објава те втурне во очајот на тагата, сети се на Божите вистини, дека Бог простува. Дека овие мои гревови за кои што ти се обидуваш да ме обвиниш, Бог веќе ми ги прости. Значи, овие луѓе овдека во Неемија 8 глава го слушаа читањето на законот, го слушаа толкувањето на законот, сватија дека се грешни и тагуваа поради тоа. Се чини дека го пропуштија моментот на Божјото простување, на Божјата љубов. И тоа, ако може да кажам, една крајност, кога толку многу сме насочени кон нашите дела, што забораваме на Божите дела. Тоа е една крајност. А знаете која е друга крајност? На другата. Кога си доаѓаме во црква и си пееме Господ е добар, и Господ е љубов, и Господ е милостив. Ама забораваме да живееме покајнички живот. Забораваме, толку многу ние гледаме кон Господ, што забораваме малце да погледнеме и према себе. Речеме, чекај, јас имам гревови во мојот живот. Еден проповедник има кажано, и тоа мислам дека добар баланс. Секој пат кога ќе погледнеш еднаш кон себе, погледни 10 пати кон Христос. Да се охрабриш дека да, ти си грешен, ама он те прифатил. Ама сепак мора да има момент кај што ние се преиспитуваме до кај сме со нашите животи. Овие луѓе отидоа во една крајност. Леле, ние нашите гревови, леле, заборавија на Бог, на неговото простување, а некој пат ние, Господ е добар, Господ е милостив, Господ не благословува, не сака. И тие христијани не размислуваат за своите гревови, малце да погледнат до кај ми е животот, што правам во животот, овие навики, овие работи што ги правам, добри ли се, нели се добри, овие односи што ги негувам, добри се, нели се добри. Оваа првата крајност, кога сме премногу насочени кон нашите дела, забораваме на Господовите, води кон очај. Оваа другата, кога неле Господ ме благословија, не се кае личноста, води кон некоја рамнодушност. Имате луѓе кои што се христијани 5, 10, 15 години, од првиот ден кога стапнале во црква, до после тие 15 години, исти се. Истите гревови, истите борби, истите пороци, се исто. Зошто? Господ е добар, Господ ме сака. Ме добро те сака, ама треба да живееме покајнички живот. Треба да погледнеме и кон себе, да се преиспитаме. Затоа молиме, Господе, преиспитајме. Покажи ми, има ли нешто? Не викам само, Господе, ти си добар, ти си добар. Да, не. Тоа, него негираме тоа.
Ама важно е некој пат да погледнеме и кон себе. И на некој начин треба да се направи баланс. Бидејќи овие две крајности, двете ни нудат некоја деформирана слика и за Бог и за нас. Првата е каде што, моите гревови се толку големи, втората е као, Господовата милост е толку голема. Треба да правиме баланс. Да погледнеме кон себе, да сватиме дека сме грешни, ама и да погледнеме кон Христос. Да сватиме дека тој е совршен, дека тој простува и во него немаме само простување на гревовите. Во него имаме сила да не ги правиме веќе истите гревови. Мора да направиме баланс помеѓу тие две. Првата крајност не фрла во вина, во очај и не остава во вина и во очај. Оваа втората крајност не остава во некоја лажна сигурност, каде што, Бог ме љуби мене. Да, Бог не го сака гревот што ти го правиш. Бог не ја сака таа навика. Бог не го сака, да не набројувам. И затоа е добро помеѓу тие две да умееме како да балансираме, ниту една да се пазиме од двете крајности. Библиското решение за оваа тензија помеѓу очајот и рамнодушноста е на крстот. Каде што Бог на крстот ни покажа, преку смртта на неговиот син Исус Христос, ни покажа колку е сериозен гревот и дека сме грешни. Повторно, не викам дека сега ние треба, ако не треба да бидеме постојано во очи, дека не треба да се сеќаваме за нашите гревови. Ние сме грешни и треба секој ден да се преиспитуваме. Каде сгрешив денеска? Каде те повредив Господе тебе? Каде го повредив ближниот? Не за да живееме во некој очај, туку за да може да се подобриме. Да може да бидеме за благослов на ближниот, да може да бидеме слични на Христос. Ама на крстот на Голгота Бог ни покажа дека да, ние сме грешни, ама дека да, и тој е милостив. Не знам кои се гревовите, кои што ти во минатото си ги правил и ако си побрал покаяние, ако си побрал простување преку покаяние, Бог ти простил. Ама ако има нешто во сегашноста, кое што исто така, знаеш дека е спротивно на Божјата волја, пак дојди кај Бог. Бидејќи Бог истиот. Тој Бог што ти дал простување пред година дена, пред месец дена, ти дае простување и денес. И здравиот библиски пристап во однос на оваа тема, во однос на тагата и радоста, не повикува кон некоја средина, кон некој баланс. Да бидеме свесни за нашите гревови, ама да бидеме свесни за Божјата љубов. Ако премногу нагласок ставаме на едната или на другата, ќе одиме во некоја крајност. Ама Бог не повикува. Нели во Евангелие според Јован се вели дека кога Христос дојде на овој свет, тој дојде полн со вистина и благодат. Знаете што е вистина? Вистината е дека сме грешни. Благодата знаеш што е? Дека Бог ни е благонаклонет. И покрај тоа. Тоа е како некој пат, тенок пат, кај што лево и десно има провалија. Било која крајност да ја фатиме, едната или другата, рече, Господ ме сака, Господ е добар, јас сум сакан од Господ, паѓаш во едната страна на провалијата. А другата, ако е, јас сум за никаде, повторно си панува во другата страна од провалијата. Нека Бог ни даде преку неговиот свет дух да имаме библиски, светописен пристап кон оваа тема, кон тоа како го гледаме Бог и како се гледаме самите себе си. Свесни дека сме грешни, да бидеме свесни дека сме сакани. Свесни дека сме направиле белја, да бидеме свесни дека секој кој се кае, секој кој бара простување, ќе го добие тоа простување. И тоа беше она што требаше да го сватат покрај другото израелците во Неемија глава 8. Има време за тажење. Ама кога тагуваме поради гревовите, да не забораваме и на Божјата големина, на Божјата благодат.